Уставна тужба и реформи во Уставниот суд. Костадиновски, Мицкоски, Рокас и Вал натркалезна маса во Уставниот суд. Председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски посочи дека Уставниот суд е единствен европско тло кој нема закон за Уставен суд. Уставот како тема според Костадиновски е чувствителна тема, а кога ќе се создадат услови, ќе се пристапи кон институционална реформа. 6 уставни одредби и акт на судот. Толку. Правната рамка е таја. Неопходно е тие 6 уставни одредби да се операционализираат со закон, но не било каков закон. Двотретински закон за да ја гарантира самостојноста и независноста, но и за тоа е потребна уставна измена. Според председателот на влада Христијан Мицкоски, за уставни измени потребно е да се создадат политички услови. Во моментов нагласи дека нема услови. Промена на устав е политичка тема, која што во случајов вклучува правна тема, односно потребата да конечно Уставниот суд некако добие своја тежина во самиот устав. Да мислите, Уставен суд нема своја тежина во самиот устав. Од првиот момент на осамостојување до денес ова се провлекува. И сега ние сме дојдени до ситуација кога тоа што представува товар на минатото треба да го решаваме и ќе го решиме кога ќе се создадат политички услови. Амбасадорот на ЕУ во Македонија Михалис Рокас посочи дека Уставниот суд е чувар на уставот и пред се заштитник на темелните права и слободи на секој граѓанин. Авторитетот, автономијата и независноста, како и отпорот се суштински за владењето на правото во државата и напредок кон членството на ЕУ. The collective action and also by the fact that the Constitutional Court now it has open debates to the public, so we bring justice and the rule of law closer to the public. I want to commend you for that, Mr. President. It is the way to go forward because there is not one size fits all or a magic rule for everything, including the constitutional complaint. За прецизирање на уставните одредби во највисокиот правен акт се дебатира кога од Македонија Европската унија има едно очекување – внесување на бугарите во уставот.